Бојан Василев е нашиот следен гостин, име за кое што допрва многу ќе слушате, млад режисер, кога била млад на вистина млад, иако нема полни 18 години, веќе полни киносали. Ете така си сримував нешто, израпував. Тоа беше добро. Нели? Можеш да некој слоган да си го земеш. Добро утро, Бојан. Добро утро на вас. Честитки, Бојан. Фала. Секоја чест. Благодарам. Ќе ти побарам автограм подоцна. Сигурно ден многу ќе вреди, па ако сум во безпарица, можам да се го продадам за да преживеам. Најновото, премиера на краткиот филм за Ева. И ќе започнем од крајот, од самата премиера. После ќе зборуваме за филмот. Можеби за тебе е крајот, оној момент кога веќе го предаваш на публиката, но за публиката тоа е почеток. Ние допрва ќе го гледаме. Така. Ајде прво да почнеме од твоите импресии. Тазе предвадена беше премиерата, самите импресии од премиерата. Искрено одма по премиерата јас кренав температура. Ете. Се вратив дома тресејќи се што ми беше ладно, едва и се успеавме да се смириме, уште веќе 2 дена се поминати, се уште ми нема легнато. Премногу луѓе имаше и едноставно чувството на аплаузот. И се сеќавам баш додека траше филмот, имаше момент каде што се свртев од позади да погледам колку луѓе го гледаат филмот и кога ги видов луѓето како го гледаат филмот, имаше еден постар човек беше застанат вака. И ми удри на емоција. На емоција. Значи, она што знаеме за многу и познати светски режисери, некои од нив немаат нетрпение да ја изгледаат премиерата, па шетаат нели по ходниците. Ете, буквално слушајќи го дишењето на публиката. Ти го ми кажа веднаш за после тоа за температурата, ама ерте за тој момент. Аплауз огромен, така? Целата екипа. И она што можеби помалку вообичаено, веднаш 2 премиери првиот ден, така? Немам слушнато баш дека тоа е пракса. Да, организиравме тоа беше официјалната премиера во 20 часот, потоа организиравме уште една премиера веднаш по еден час во 21 часот, чисто затоа што првата премиера ја наполнивме со гости, па сакавме сите други што нели не се поканети да имаат шанса да го погледнат истиот филм. Откако заврши аплаузот, сигурно си поразговарал нели со публиката, некои веројатно познати, некои непознати. Од сега критика не мора да е критика негативна, воопшто од коментарите. Кој вака најмногу ти се врежа? Мада немавме ние прашање одговори класично со публиката веднаш по проекцијата, имавме од кога заврши проекцијата во халата се чекавме со сите гости, имавме по една чаша вино да се напиеме или да прославиме. Еден човек ми кажа продолжи да ја бараш вистината. Јас него се насмеав како дечко, смешно, меѓутоа после тоа кога отидов дома некако продолжија да ми се вртат тие зборови во глава. Тоа беше така нешто што ми остана во главата, али се уште не сум седнал да размислам целото тоа, се уште да го сварам во глава. Хајде сега малку да ја заскокоткаме публиката. Значи нема да откриеме се, така? Рековме, ако кажеме кој е убиецот во книгата, никој нема да ја прочита книгата. Ќе започнеме токму од насловот. Која е Ева? Ева е едно 17 годишно девојче што се обидува да се справи со една непромислена одлука во овој филм. Конкретно ние гледаме во овој краток филм како се обидува да се справи со истиот и се постава прашањето дали воопшто ќе успее да се справи со истиот проблем. Добро, значи буквално толку можеме да знаеме. Ајде од друга страна ќе те прашам нешто со оглед на тоа што е таа тинеџерка, тинеџерска тематика, но дали е филмот само за тинеџери? Дефинитивно не е лимитиран само за тинеџери, иако главната протагонистка е тинеџерка, има 17 години. Сметам дека овој филм е и за целата публика, поготово за родителите, бидејќи истражува и фамилиарни односи помеѓу мајка и ќерка. Споменавме и знаеме дека ти си режисер на филмот, но ти си сценарист. Да. Зошто токму оваа приказна? Да, прво да напоменам, во моје сценарио е филмот, меѓутоа имав ко-сценарист мојот продуцент Андреј Насков.
А прашањето зошто оваа Од приказна безброј приказни што постојат така, наоколу, така. да. Што е фасцинантно за оваа приказна конкретно е што е базирана на една вистинска инспирирана од една вистинска приказна што ја слушнав пред една година и пол. На вистина истата таа приказната што ја слушнав беше фасцинантна и имаше голем емоционален импакт за мене кога ја слушнав. И така некако остана во мене таа приказна, а се додека не се случија и уште некои работи во меѓувреме и се реков да пробам да напишам затоа што секогаш претпоставам кога некој автор почнува да напише нешто, има некој умисла, ама никогаш не е како ова ќе биде филм, него викам ајде да напишеме некој сценарио да видиме до кај ќе стигнеме со тоа и еве сме. Бојан, иако си млад, може се каже веќе дека си реализиран режисер, така штом си имаш веќе филм кој што оди во киносалите, така што не знам дали е прерано да се кажува за некој твој личен печат, но еве сега и јас барем од ова што го прочитав за тебе, ми делуваш, а ти ќе кажеш дали тоа така како ловец на приказни? Може да се каже тоа така? Апсолутно. Во едно твое интервју велиш дека секогаш има некоја приказна во околина се, дали е мала или голема. Дали секој човек според тебе има некоја приказна? Апсолутно. Апсолутно. Тоа сметам дека приказна може да се најде секаде. Ние луѓето претпоставам имаме тенденција да се фокусираме на големите нешта кои се случуваат и во секојдневниот живот и да не обрнеме внимание на малите приказни. Како беше од дрвата не се гледа шумата или обратно беше нешто така нешто беше, да. Така што сметам исто така важноста на големите приказни, сметам дека и малите приказни се еднакво важни. И во малите нешта има приказна. И ова не знам дали е точно, ама некако имам чувство во значи мноштво филмови има што гледаме секојдневно. Како што се развива технологијата за разноразни ефекти, никако се губи на содржината. Дали можеби ти сакаш да го постигнеш токму обратното? Апсолутно. Кога ќе погледнеме филмовите од 50-тите, 60-тите, 70-тите, па дури 80-тите, почетокот на филмот како медиум, фокусот е на приказната. Така. Фокусот не е на техниката, фокусот не е на специјалните ефекти. Да, имало специјални ефекти, тоа биле практични ефекти што луѓе навистина се труделе за да ги направат тие ефекти. Меѓутоа фокусот секогаш бил на приказната и на човекот. Во приказната, на конфликтот, така што се надам дека со мојот филм и со филмовите што се надам дека ќе ги создадам во буднина, дека токму тоа ќе се врати, каде што ќе вратиме фокусот на самите ликови во филмовите. Ајде малку за самиот процес, ако некој мисли дека лесно се направи филм, особено веројатно на овие простори, воопшто не е лесно. Рече дека самата идеја на некој начин започнала пред една година. И што следува веднаш потоа? Седнуваш на хартија, прво го пишуваш сценариото? Да. Па прво следува 2-3 недели на blank page пред лаптоп, пред компјутер, каде што се мислиш дали воопшто те бива за ова. Па од кога ќе го надминеш тоа, некако ќе започнеш нешто, па ти се допаѓа оваа сцена, па првично скелетот, па како се пиши бриши, така, да. Апсолутно. Меѓутоа јас кога пишувам сценарио, првично нешто за мене, јас ги креирам ликовите. Ги создавам ликовите, на некој начин правам CV за нив, за сите од ликовите, каде што јас знам сите ликови каде живеат, како вид на музика слушаат, хоби и така натаму, ментална, физичка состојба. Па дури... Дали, малце морам да прегнам, бидејќи акцент ставаш на самите ликови, дали уште кога го пишуваш, веќе ги замислуваш и актерите? Да, многу интересно за овој филм, јас се сретнав баш кога ја имав идејата на ум, се сретнав со актерката Изабела Новотни, која што нели на крај искочи да е толку логата на мајката во овој краток филм. А не за од секогаш имав
на памет. Веројатно театар за деца и младенци ја паметиш? Не, се сретнав, имавме последен филмски фестивал, ми се чини дека беше, седнавме во Форца, се сеќам точно каде и дискутиравме отворено за се. Таа ти беше решен лик. Да, уште од самиот почеток. И секогаш кога го пишав сценариот и кога го градев ликот, иако Изабела во вистински живот е една најпрекрасните луѓе што постојат на целиот свет, нејзиниот лик е сосема различен. Али сепак го градев ликот и не се имав на ум. Зева подоцна дојде кој нели актер ќе го толкова ликот, али така го пишав сценариот и Изабела секогаш имав на ум. Понатаму кастингот како течеше? Па направивме кастинг, да. Смееше да се напиеш вода, те нападнав со прашања, прости ми, да, но ми интересира токму тој процес, да потсетам дека станува збор за независна продукција, што е посебна приказа, но ајде да го довршиме, па ќе видиме како е да се создаде еден независен филм кај нас. Да, главната улога, што сега толкова е Мија Жиро, објавивме кастинг дека правиме за краткиот филм. Ни стигна неколку на мейл, различни кастинзи од различни актери. Потоа ни видов едно савајле, станувам и гледам дека Мија Жиро ни спратила кастинг. Реков, добро, супер, одлично. Она има играно во долгиот филм Сестри на Дина Дума. Пака нешто што е попознато. Океј. Си продолжува неделата. После 2 дена испраќа уште еден кастинг, викам, океј, го имаш моето внимание. Повикавме на кастинг и првично момент се сеќам кога вчера да беше кога она влеза. Со големи букви напишав Ева на тетрадката што ни беше. И така искочи она да толкова логата. Со Мија конкретно она го има тој сензибилитет каде што драмата се случува внатре во нејза. Она многу добро ги искажува тие многу добро го искажува тој внатрешен конфликт што го имаше нејзиниот лик. Така да Мија беше навистина прекрасна во улогата и воопшто не сгрешив. Зад целиот проект стои продукција Василеви. Ајде сега да видиме како да се создаде во денешни услови кај нас овде филм. Иако млад, предпоставувам, веќе се соочи преку овој филм со сите проблеми, така? Да. Филмот... И предизвици, да речеме. Проблеми и предизвици се едно, да. Филмот е независен филм, меѓутоа самиот процес започна кога ја аплициравме на Едукац, тоа е една платформа за развивање на кратки филмови. Го аплициравме таму сценариот, имавме некога работеници каде што имавме можност да го работиме сценариото со доста режисери од Белград, од Грција, од Косово и така натаму. Нашето сценарио беше одбрано измеѓу тие десетина учесници, мислам дека беа. Откако ни го одбра сценариото, тогаш всушност започна целиот процес на финансирање на сето тоа. Солопром ни беше генерален спонзор на овој краток филм. Нешто јас од свој џеб, нешто Андри Насков, мојот продуцент, финансиравме. Така некако ги собравме средствата од сегде помалку и така успеавме да го снимаме овој филм. Одлично. Јас би сакал уште многу да зборуваме, само морам да погледнам на времето, мислам дека сме при крај. Сакам од сето ова да издвојам уште дека уште од мал си бил фасциниран од филмовите. Ајде вака да видиме од кои филмови најмногу си бил фасциниран, дали ќе се поклопиме? Што те оставило без див, да речеме? Да. Првично сега што се сеќавам, првиот филм што за мене беше како шок некој. Да кажам, беше и дефинитивно бев премногу мал за да го гледам. Тој филм е Амор од Майкл Хенеки. Не знам дали го... И од таму започнало, значи се. Апсолутно, мислам, дефинитивно сум имал многу малку години за да го гледам тој филм, меѓутоа тој филм ме фасцинираше целосно и тогаш претпоставувам започнав да сваќам големината на филмот како медиум. И друг еден податок за тебе, што си ги собирал малските деца и сте правиле филмови, така? Апсолутно, тоа беше голем дел од да ги сочуваш како и да е, да знаеш, немој да ги избришеш тие никогаш. Да, тие беа голем дел од моето детство каде што се собиравме на улица, јас тогаш имав некој iPhone каде што може да се снима па и да се едитира на него. И
Так, импровизиран, ајде застани тука, чека да видиме овој кадар, ајде да видиме ова, не дека знаеш што пробам, ама гледајќи сега наназад, тогаш всушност сум развила една многу важна вештина за еден режисер, тоа е насочување на давање насоки на другите луѓе. Си почнал всушност од праксата, сега со оглед на тоа што веќе завршуваш средно или гимназија, кај да си, знаеш дека мај доаѓа, да не заборавиш дека уписите се, да прашам што ќе запишуваш? Па не. Мислам дека очигледно. Очигледно е дека режија, но ќе завршам со тоа прашање, што ако знаеш повеќе од твоите професори? Како режисер, што ако знаеш повеќе од твоите професори веќе? Па Нема да им кажеш. Да. Нема да се издадеш. Ќе се навредат. Не, па секогаш кога никогаш нема да да влезам со тоа размислување што ако знам повеќе, него секогаш ќе во секоја ситуација ќе гледам што можам да научам од другите. Браво, Бојан, дипломатски одговор. Многу ти Политички. благодарам многу. Да. Многу ти благодарам на овој гостување. Ти посакувам многу среќа и многу следни проекти и за секој следен проект отворените се вратите кај нас да го промовираме овде. Фали многу.